Ако вие имате ситуација во која што една власт гледа автоматски со недоверба кон едни затоа што етнички припаѓаат на овие или на оние, на другите затоа што религиски биле торбеши и не знам какви, знаете, то се страотни навреди. Другиве биле комуњари, третиве биле соросоиди, четвртиве. Видите, ние можеме приватно и во дебатата си кажуваме што сакаме. Дури во една дебата и поостар јазик се толерира. Тоа е прифатливо во една демократија. Меѓутоа, кога власта такво темпо ќе наметне, ви имате огромен проблем. Вас сутре не знаете практично што може да ве снајде со таква власт. Ако она на секое барање спротивно на она што зацртала, тој синдром на безгрешност го глорифицира на ниво на икона. Преродбата, книгата на преродбата е икона. Тоа е Божје слово. И ако вие кажете нешто поинаку, тоа веднаш се доживува како личен атак, како некој силив натрешниот во спрега со надворешниот непријател. Знаете, тоа е една нездрава атмосфера. Овде човек се чувствува, ја понекој се чувствувам како касарна да сум. Кога ќе пуштиш МТВ, имаш дневна заповед. Па ти кажува, трчај 2 круга околу зграда, диши слободно. Срцето отвори го. 5 склека направи. Жената вчера легна ли со незе? Да. А трето дете направи, немој да не си заборел. Абортирање никако. Еве сега ќе стигнат субвенции. Знаете ли на што ни личи нас јавниот сервис? Што тоа да го коментираме?